Почитувана јавност, почитувани представници на медиумите, по 4 години Ѓорче Петров е финансиски стабилна, инвестицијски активна и општина насочена кон уште поголем развој во интерес на сите граѓани. Буџетот кој е наметен за капитални проекти порасна од 25% во 2017 на цели 50% во 2025 година. За период од 4 години до сега вложивме вкупно 300 милиони денари во капитални проекти, сума која што е историски најголема во период од еден мандат. До крајот на годината оваа вредност ќе надмине 400 милиони денари. Во истиот овој период успеавме тројно да го зголемиме буџетот, а со тоа она што порано можевме да го реализираме за 3 години, денес сме во состојба да го реализираме само за една. Времето потребно за развој на Ѓорче го скративме 3 пати, а парите кои граѓаните ги плаќаат преку даноци и јавни давачки многу побрзо се враќаат назад во форма на подобри услуги, подобра инфраструктура и подобри јавни добра. Накратко сакам да ве информирам какво Ѓорче изградивме во само 4 години. Работевме на проекти од сите области. Работевме на проекти од кои што ги вклучуваат дечињата во предшколската возраст, во образованието, во јавните сервиси на граѓаните, работевме на подобрување на инфраструктурата, на изградба на капитални проекти во сите делови на општината. Инвестиравме во проширување на капацитетите на детските градинки во Ѓорче. Пред само 2 години отворивме новата градинка Сонце во Волково, а во моментов ја градиме првата детска градинка со капацитет од над 120 деца во Стопански двор. Во постапка сме за изграда на уште една детска градинка, тоа е новата детска градинка во Дексион. Во изминатиот период вложивме значителни средства во сите основни училишта во општината, енергетски ефикасно го подобривме основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беоровски, завршивме доградба на 2 училишта, основното училиште Тихомир Милошевски и подрачното училиште во Хром. Успеавме да имплементираме многу нови наставни содржини со опремување на кабинетите по природни науки во повеќе училишта, сензорни соби за лицата со попреченост во сите училишта. Ѓорче Петров го доби и првиот центар за деца со попреченост, сензорен центар во детската градинка Пампурче во детската градинка Пампурче. Исто така работевме континуирано на подобрување на условите за спорт и рекреација во општината. Изградивме 8 нови спортски терени, од кои најголем дел во општината. Реконструиравме 2 големи мултифункционални игралишта со најсовремена тартан подлога, а општината Ѓорче Петров ги доби и првите терени на вештачка трева во рамки на училишните дворови, така да на 3 локации сега нашите деца може да спортуваат во најсовремени услови. Паралелно со ова ги подобривме социјалните услуги кои што ги нуди општината, го зголемивме износот на надокнада за новороденче од 5 на 7.000 денари, што е за 40% повеќе, и она на што сум посебно горд, прва општина сме што воведовме поддршка за децата на бранителите и нивните наследници, кои што бесплатно се сместуваат во градинките на територија на општината, имаат бесплатен појадок во училиштата и користат други бенефиции. Први ги ослободивме и бранителите од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште со висина до 100 метри квадратни. Работиме посветено и во другите делови, посебно внимание обраќаме на лицата со попреченост. Во Ѓорче Петров наскоро ќе се отвори првиот центар, дневен центар, кој што ќе ги згрижува лицата со попреченост од различниот спектар на аутизам, кој што се со возраст млади и над 14 години. Во Ѓорче Петров го реконструиравме старото училиште во Кучково, кој што во иднина ќе прерасне во регионален центар за деца кои што победиле битката со канцерот. Ја зголемивме еднократната парична помош во рамки на општината и продолжуваме напорно и посветено да работиме во делот на зголемување на социјалните услуги кои што ги користат возрастните лица, како што е нега и услуга во домот, брзо копче за интервенција и транспорт бесплатен до здравствените установи. Во делот на развојот на инфраструктурата направивме најголем исчекор со тоа што го работевме она што е најпотребно за Ѓорче, тоа беа
реконструкција и изградба на повеќе нови улици. Изградивме во овој период околу 150 улици на територија на целата општина. Би ги издвоил капиталните улицата Радошки, 1200 метра, улица која што е една од најстарите во општината и на која што извршивме реконструкција и на атмосферски и на канализации, она мрежа, новиот пат Волково-Орман, успеавме да асфалтираме цели населби, населбата Диво Мало, улицата Исаја Мажовски во Хром, голем број улици во руралниот дел на општината и тука не застануваме. Во најава сме и имаме веќе во дел во постапка за изведба на над 90 нови улици на територијата на општина Ѓорче Петров, благодарение на поддршката и партнерството кое што го имаме со владата на Република Македонија. Почитувани, продолжуваме со уште позасилено темпо. Вашата борба е мојата сила и моја најголема врска. Доверба во подобра и посветла иднина, која заедно ја создаваме од првиот момент. Темелот е поставен, а следува период на силен раст, развој и многу проекти за секој еден од вас. Создаваме иднина заедно.